да ја поздравиме со аплауз. Кажи ми, колку време се веќе занимаваш со балет? Оваа ми е втора година. Така. Одлично, тоа значи дека веќе силно напредувате, претпоставувам имате веќе многу успеси со кои што сакате да се представите. Знам дека веќе сте изморени, а јас сега би ве ослободила да се вратите на вашите позиции, малку да здивнете, а ќе ја покана мојата колешка Ана. Велат дека цело е кога има се, може слободно да се вратите, да одморате, малку да здивнете, и цело е велат кога има се, а ние не можеме овде без нашите верни спортисти. Да, секако, јас сега ќе ги поканам девојките од основното училиште Кузман Шапкарев, одбојкарките од училиштето, малку да не воведат во одбојката и да ги покажат, да ни покажат дел од нивните вештини, па можеби и ние нешто ќе научиме. Повелете девојки, да дадеме еден аплауз. Дојдете девојки вака во еден ред да се наредиме, да не види камера, да се представиме, да видиме вака, да не видат кои сме од бојкарките од Кузман Шапкарев. Само сите да ми се представите, како се викаш? Ендрита. Ендрита, така. Кажи ми, што те инспирираше? Јас сум навистина љубопитна да дознавам всушност што те инспирираше конкретно кон овој спорт да се посветиш. Па забавно сите се дружиме, играме, се бавуваме. Така, колективен спорт, јас се согласувам со тоа, и јас сум играла одбојка пред некое време и навистина се согласувам со тоа дека е навистина забавен спорт. Јас од мојата лева страна ја имам Бојана. Бојана, кажи ми, дали напорни се тренинзите, дали тренирате во училиште? Да. Да, имате многу надпревари? Имаме, да. Да, и градско, општинско. Одлично. А дали сте били на државно можеби до сега или се стремите кон тоа? Па порано. Порано? Да. Одлично. И четврто место имаме освоено. Супер, браво, ајде да чуеме еден аплауз. Одиме понатаму да се представиме. Емина. Емина, на која позиција играш ти во одбојката? Јас немам одредена позиција во одбојката, бидејќи вршиме ротација. Да, ротација. Менуваме места. Да, менувате места. Значи секој поминува низ секоја улога во одбојката, така? Нема никој конкретно место. Кажи ми, дали ти е забавно одбојка да играш? Многу. Дали некогаш би ја направила одбојката твоја професија, можеби? Можеби. Можеби. Одлично, да дадеме уште еден аплауз. И да појдеме кон последната одбојкарка, да се представиме како се викаш? Елма. 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 Вака сега, да те прашам, дали имаш можеби некој одбојкарски идол? Не. Можеби не. Зошто, кажи ми всушност, да, ми текна. Имате многу надпревари, спомнавме, така? Да. Какво е чувството кога си на терен? Дали е возбудливо, дали има трема? Да, има трема понекогаш, но треба да бидеме во себе, да веруваме и така ќе успееме. Одлично, така. А дали имате некои можеби во новата сезона некои испланирани активности со одбојката? Или се уште не? Се уште немаме, но имаме испланирано надпревари и активности. Одлично. Браво, девојки, јас ви посакувам многу успех во одбојката, па и понатака на пошироки полиња, да достигнете многу успеси и ви посакувам се најубаво. Да чуеме уште еден аплауз. А воедно, драги мои, јас мислам да земеме еден голем здив и да прошетаме низ програмите на Македонската телевизија, па ве чекаме повторно во студио. Колку оштетувањето на слухот и говорот влијае врз безбедноста на сите учесници во сообраќајот.
и како тишината да ја претвориме во гласност за побезбедно учество како пешаци, возачи и корисници на јавен превоз. Темата на проектот беше учеството на глувите лица во сообраќајот. Идејата и причината зошто се одлучивме да нурнеме во една ваква тема произлезе секако од секојдневието. Секој од нас секојдневно е на улиците, од околу нас, покрај нас, поминуваат лица кои имаат оштетен слух и можеби не можат во секој момент да слушнат и нашата свирка на возилото. Од оваа причина, овие лица се со загрозена, односно поголем ризик по својата безбедност при учеството во сообраќајот. Во новото издание на специјализираната емисија Светот на тишината. Браво за овие балеринки, па колку сте вие пресладки. Ало, амбуланта, лекар да се прати. Леле, па мечето го боли увцето. Драги мои, дали се чувствуваме убаво, девојки? Дали убаво? Да. Ајде да мафнеме на камерата на сите да не видат мама, тато, сите да ни речат мојата девојка е тука, леле. Добро, браво, дечки. Да ве прашам сега јас, дали е убаво, вие сте едни пресладки балерини и многу сте сладки, а дали е убаво да се биде балерина? Да. Да, многу е убаво да се биде балерина? Да. Која ти е омилена кукла? Може да ја покажеме на камерата, дај да ја покажеме. Еве куклата. Ете така, дали, кажи ми, дали е убаво кога танцуваш? Да. Многу е убаво кога танцуваш? Да. Сакаш да играш, која ти е омилена песничка? Ало, амбуланта? Да. А да го прашам овој девојче тука, дали ти се храниш здраво? Да. Јадеш праски? Не. Не јадеш праски, а јаболчиња јадеш? Да. А банани јадеш? Да. Ете така, драги мои, да дадеме еден аплауз.
Благодарение и во придружба на овие прекрасни девојки, ние ви упативме една убава порака да се храните здраво, бидејќи така ќе бидете здрави, витални и да многу физичка активност, да се храните здраво, бидејќи така ќе бидеме сите здрави и ќе можеме да спортуваме заедно. А јас сега ќе ги испратам гледачите, драги мои, сите да си седнеме на места. А јас ќе ги испратам гледачите кон Рената, бидејќи кај неа навистина нешто интересно се крчка. Токму така, јас ќе ги повикам моите верни другарки, кои што на почеток ги најавивме, вака убаво да ги видат камерите на главната сцена. И како што најавивме, овие се млади поети кои што денеска ќе ни рецитираат овде во студио. Тие се 5-то оделение, се верни другарки, заедно учат во исто оделение. Сега да си кажеме со која наставничка ви помагаш и кој ви помогна да се подготвите? Ни помогна наставничката Светлана Гешева. Вежбавме напорно и тоа нормално ќе даде плодни резултати. Може да ја поздравиме наставничката? Да. Ајде еден силен аплауз. Да ве прашам, знам кога да се пишуваат или пак да се рецитираат песни, треба многу да вежбате напорно и исто така треба многу да прочитате книги и песнички. Омилена книга? Пинокио, бидејќи од неа пораката е дека не треба да лажеме. Така, твојот омилен автор? Киро Донев. Добро. Овде може би твоја омилена книга? Мојата омилена книга е Пипи долгиот чорап. Добро. И? Мојата омилена книга е Зоки Поки. Така, значи од секоја од овие книги претпоставувам веќе си имате и некоја добра мисла и порак. Да ве прашам, дали може би имате некои успеси кои што сте ги постигнале, каде што сте биле, сте учествувале, некои ваши настапи? Па не баш, ама имаме настапувано за првачињата. Така, на вашите училишни приредби, представи? Да, има од нашата школа Гоце Делчев. Имаат доста деца настапувано и имаат многу пеено песни. Така. Јас верувам во тоа и ви посакувам уште многу успеси. Само за крај да откриеме со која песничка ќе се представиме? Со песната Сончевина. Така е. Ние ќе внимателно ќе ве слушаме, а вие повелете, сцената е ваша. Сончевина, колку бисерни звардар се ронат, белини чисти ко детски солзи, со илјада лета со векови звонат, на мајчин јазик македонски горски. Колку приказни ти вардару носиш, низ твоите води вечернински виски, игриви песни до Еге ги водиш, во нежни струни шарпланински свирки, послани песни слави ги леат. Афион памук цвекиња вој, јагниња божур сончевина беле, колку си лична татковино моја, колку бисери низ вардар се ронат, белини чисти ко детски солзи, со илјада лета со векови звонат, на мајчин јазик македонски горски. Браво, 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 браво. Одлично за овие прекрасни мали девојчиња. Како што велат, љубовта кон татковината се чува токму во песните, во текстовите, во книгите, а секогаш во книгите се кријат најголемите богатства, неоткриени тајни, секој кој што сака да ги открие треба добро да чита и многу да се едуцира. А кога сме веќе кај книгите, знаеме дека секоја книга си носи своја порака. Нема постои книга која што нема своја цел. Затоа, драги мои, ако сакате да ги откриете целите и добрите намери на книгата, веднаш земете ја во раце и може да почнете да читате. А она што е следно што следува, одиме со една добра мисла за добра книга. Ајде да видиме нашите мали професионалци што ќе ни порачаат. Добра мисла, добра книга и убавиот збор железни врати отвара. Тоа е добра мисла. Марта е многу добра книга. Морате да ја прочитате. Господар на прстените, филм што не смеете да го пропуштите. А која е вашата добра мисла, добра книга и Па не знам, може да добра книга, добра мисла, добро знаење, добро повеќе инспирација за повеќе учење и добра забава. Добра мисла, добра книга и добар ученик. Добро однесување, може би добар другар. И добро учење, добар хумор, добар филм, Suicide Squad, добар пријател. Добра книга Бојан, добар свет, подобар свет.
драги мои, овие беа прекрасните балерини од студиото за балет од Лебед. Јас само да ги представам, како се викаш? Елена. Радица. Клара. Ива. Да се представиме сите. И од левата страна. Лина. Моника. Моника, може да дојдеме малку понавака, бидејќи јас би сакала да те прашам, кажи ми како е во нашево студио, дали е убаво? Да. Да? Има трема? Имаш трема? Не. Па секако. Дај да дадеме еден огромен аплауз. Да ни откриеш колку време танцуваш? 2 години. 2 години. А така, дали се забавни тие 2 години? Дали има многу возбудливи авантури? Да, на вистина. Браво, девојки, јас ви посакувам многу успеси, на вистина изгледате прекрасно. А кој ви ги прави костимите? Или ги зимате само? Никој? Ама многу ти е сладко костумчево. Ги носите овие костими на надпревари, ги носите на тренизи кога имате? Да. Браво, браво, драги мои, девојки, изгледате на вистина прекрасно. Јас би ве замолила да се вратите на вашите места, брзо, бидејќи сега ќе ја повикам Рената со фудбалерите од Основното училиште Кузман Шапкарев да ни се представат и да ги запознаеме и нив. Така, Јана, благодариме за најавата. Јас би ги повикала вака да дојдат околу мене. Може двајца од едната страна, двајца од другата, затоа што овие ми кажа дека седи од најдобрите фудбалери од нивното училиште. Да си започнеме со ред, да си ги представиме. Овде е Никола Крстевски, Мартин Мишовски, Лука Наумовски, Давор Левковски. Добро. Да си почнеме со ред. Колку време веќе функционира вашиот училишен клуб и се какви успеси имате вие постигнато? ние сме веќе 2 години. Најголеми успеси ни се трето место на градското првенство. Ние имаме тренинзи во нашето училиште. Така, како изгледа еден обичен тренинг еве по една топка, 4 играчи така и тренираат. Предпоставувам така, но почнува прво знам со загревање, па сите оние па следни. истегање и така. после иде се натага. Само да ве прашам, еве зошто фудбал а не некој друг спорт? Еве имавме кошарка, видовме, зошто не кошарка? Па ја играм и кошарка и ракомет за школо. Тоа значи дека си мултиталент за спортови? Па другари, може еден силен аплауз вака да му дадеме на подршка? Доаѓаме сега до твојот следен другар, да го прашаме, ти исто така си дел од овој училишен клуб, кој е вашиот тренер? Драголюб Ѓорѓевиќ. Така, да ве прашам, дозволено ли е на тренизите малку да се забушава, да не сте во топ форма? Не. Не? Не дозволено. Мора секогаш да се топ спремни? Мора да се внимава. Така е. Доаѓаме овде и до вашиот другар? Како се викаш? Така, Лука. Лука ќе ни открие нешто повеќе околу здравата исхрана. Знам дека спортистите треба здрава се хранат. Права сум? Да. Што вие имате за јадење? Каков е вашиот режим? Така. Секогаш треба да внимавате за да бидете топ спортисти и знам, предпоставувам, да бидете во здраво тело, здрав дух. Така е? Да. И овде да го слушнеме и Давор. Давор ќе ни открие со кој еве успех најмногу се гордееш. Па трето место на градското првенство и тоа. Така. Одлично. Знам дека вие сега со нетрпение очекувам да се погледнеме овде на сцена, затоа што знам дека ќе ни изведете некакви демонстрации и екзибиции по фудбалот. Па јас можам да ослободам сцената, да се повлечам. Сцената е ваша, да ве слушнеме. That's when I saw it.
одлични спортисти. Знам дека се изморивте, јас ќе ве ослободам, може да се вратите на вашите места, а како што велат, секој што се занимава со некој спорт или го негува својот талент, важно е тоа нешто дека секогаш се вредни, работат напорно и многу се вложуваат во тоа што го сакат, а нормално тоа секогаш дава резултати. Така верувајте, и ние сме доста плодни во македонската телевизија, работиме на тоа да имате вие нови содржини и да уживате пред малите и големите ТВ екрани. Предлагам да погледнеме што има ново на македонската телевизија. МЗТ Скопје го почна новото кошаркарско првенство со 2 победи и пораз, додека гостивари има триумф и загубен дуел. Квалитетот и поголемиот избор кошаркари им овозложуваат на аеродромци и покрај обврските во АБА-2 да бидат фаворити, особено на домашен паркет. Во меѓусебната традиција, екипата од Јане Сандански славеше 3 пати, додека гостиварци се радуваа на еден триумф. Македонска кошаркарска прва лига, МЗТ Скопје аеродром гостивар на МТВ в недела во 17:25. Помисли си на нештата најомилени и оствари ги. Замисли си го местото каде може свој да бидеш ти. Ние среќни сме, ние своји сме. До нашата продавница, ние среќни сме, ние своји сме. До нашата продавница. Најмалата продавница за миленичиња. Браво, браво, браво! И се враќаме повторно. Изборуваме за спортот, за спортските активности, се она што е важно за да имаме здраво тело, здрав дух. Во присуство сум на кого? Петар. И? Христијан. Така. Христијан го слушнавме малку на почетокот, ни откри нешто повеќе околу нивните активности во училиште, а денеска ние ќе поразговараме за ракометот, кој што е нивна страст и пасија. И верувајте, во тоа се и најдобри. Затоа да не се фалиме напразно, ќе ни ги кажат и нивните резултати и успеси кои што ги имаат постигнато. Да си почнеме. Јас имам освоено со мојот клуб 3 турнири, а со училиштето ланскиот турнир, како што напоменав минатиот пат во Илинден, и имаме доста пати освојувано 3-то и 4-то место. Така. Сите учесници, односно спортисти, ги прашав она прашање зошто фудбалот, зошто кошарката, еве вас би останува да ве прашам зошто ракометот, а не некој друг спорт? Па јас го гледав мојот татко кога бев мал и по него и јас по тие стапки. Тоа значи дека се пренесува љубовта од колено на колено? Да. Така е. Да го прашаме и твојот другар овде да ни открие еве како изгледа еден обичен тренинг по ракомет. Па прво доаѓа загревањето, неколку истрчани кругови, потоа се истегаме и како секој тренинг по некоја вежба и со голманот заедно. Така. Знам дека ракометот е малку погруп спорт од оние останатите, но дали тоа за вас представува проблем? Па не, доколку се вложи труд, све е лесно. Така, значи со резултати нормално се може да се постигне. Само да ве прашам накратко да го представиме вашиот тренер. Нашиот тренер во училиштето е Благој Кичевски. Така, а вие сте дел од кои други клубови? Од ракометниот клуб на Драчево. Добро, и? Сум од Вардер. Така. Јас ви посакувам уште многу успеси. Тоа значи дека може да ве ослободам, а да видиме што се случува кај оние младите одбојкарки кои што имавме на почетокот, да ги слушнеме. Ја повикуваме Ана.
Здраво на сите, јас сум повторно тука во друштвото на одбојкарките, но јас сум во друштво на Мартина, што ќе ни открие нешто повеќе за одбојката, иако се запознавме веќе малку и имавме некои демонстрации, некои вештини што ги имаат одбојкарките и како играат, се запознавме малку, но Мартина, јас би сакала да те прашам, кажи ми, која е твојата улога во одбојкарскиот тим и како всушност ќе ни се представиш? Па јас сум представник на одбојкарскиот тим Кузман Шапкарев од основното училиште Кузман Шапкарев. Јас немам некоја позиција, се ротираме. Да, така, тоа го споменавме на самиот почеток. Да, ние играме на општинско, градско и државно ниво. Така, одлично. Не води наставникот Драголюб Георгиевик. Одлично, да му пратиме еден поздрав, само да му мафнеме и еден аплауз. Кажи ми, дали здраво се храниш? Секако. Да. Исто така и покрај здравата храна, исто така се многу важни прошетките во природата. Па затоа оди прилог пеперутка. Најубав украс на природата и представник на слободата. Најшарена, највесела, најразиграна, љубена во секој цвет. Умее да бушка во лет, но сепак со никого не се бутка. Таква е лекокрилата пеперутка. За да направиме ваква прекрасна пеперутка, потребно е празен лист во боја, колаш или темперни бои, ножички, течен лепак, конец и понешто за украсување на пеперутката. Најпрво се избира лист со саканата боја. Листот се превиткува како хармоника и се сече да се обликува како пеперутка. Превитканиот лист се врзува на половина со украсна лента, се расшируваат крилцата, потоа се украсува со детали од колаж по желба. Најпосле можете со неа да го украсите било кој дел од домот или од училницата. Како што видовме, пеперутките што ги направија нашите мали експерти, како што тие знаат добро да летаат, така одлета и нашите предвидени минути за дружење заедно со вас покрај малите ТВ екрани. Знам дека уживавте и тоа благодарение на нашите денешни гости. Па почнуваме. Основно општинско училиште Кузман Шапкарев, општина Киселавода. Громогласен аплауз! Исто така, не беа само тие, затоа што гледате дека студиото е преполно, нашите специјални гости, Балетско студио Лебед. Аплауз! И младите поети и рецитатори кои што специјално дојдоа во нашава емисија да не поздрават со убави стихови, голем поздрав за учениците од Основното општинско училиште Гоце Делчев, општина Илинден. Така, токму така, Рената, како што велиме, еден час од звон на вистина кратко трае и вака поминува, но тоа е бидејќи на вистина имаме позитивна енергија, сме пресрекни и ни е многу забавно. Драги мои, да подсетиме дека имаме исто така реприза на оваа емисија во 15 часот и 20 минути. Исто така гледајте не и утре, следете не во 10:30. Не пропуштајте никако, така е, а ние сега се одвијуваме со музика, танцуваме, пееме и се забавуваме. И велиме, довидување до следно видување. Miroir
Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout